По повод празникот 11 ноември, денот на ослободување на град Куманово, Општинскиот сојуз на спортови Куманово, Атлетската федерација на Македонија и Атлетскиот клуб Куманово во соработка со град Куманово, градоначалникот Максим Димитриевски, ќе организираат ноќна улична трка во централното градско подрачје вечерва со почеток 18 часот. Ова ни е и наша денешна тема со мојот денешен гостин Филип Колевски, тренер на Атлетскиот клуб Куманово. Филип, најпрви добар ден и добро ни дојдовте. Благодарам многу на любезноста, пак ми е мило што сум тука кај вас и еден поздрав, не знам, добро утро, добар ден што би било за нашите гледачи, зависно слушатели, зависно кога се станати. За нас веќе добар ден, Филип, со оглед на утринската програма, за некои може би се уште добро утро, но ние сега ќе ги растониме сите или сите оние кои што го пијат своето прво утринско кафе со она што следува, ноќната трка. Нешто што е навистина доста интересно. Повели за вечерашниот настан. Така, убаво ги најавивте и не нагласите сите оние организатори и покровители. Во останува, значи, да напоменеме некои работи за гледачите, слушателите што досега не се запознаени. Значи, станува збор за трка по улиците на град Куманово, која се реактивира, почнавме всушност лани, се одржа првата, после некои си таму, можеби веќе 29 годишна пауза. Постарите граѓани на град Куманово се доста запознаени со оние улични трки, често во неврзани разговори ми спомнувано, некоја си идеја за реактивирање постоеше поодамна, почнавме лани, учиме на некои си искуство и на некои грешки, се надеваме ова година ќе бидеме подобри. Сите оние што учествува, што ни беа гости од другите градови, беа многу задоволни, инсистираа пак да се држи ова улична трка и едноставно така веќе да ја сврземе оваа традиција, се надеваме дека ќе истраеме не само оваа година, дека на секоја година, значи наредна година ќе убаво би било да продолжи традицијава и да биде да расне оваа трка и во организацијски аспект да биде подобро, но и во масовност. Целта на ваквите трки што се одржуваат низ улиците на градовите е да се побуди интерес на општата популација и на рекреативци и на деца. Нормално да се полесно е да се привлече случаен минувач за да види што се случува, нели каков е овој натпревар, отколку да се покани специјално или да се доведе на некој си, еве да кажеме, спортско борилиште. Така што очекуваме дека и тука ќе расне таа култура, па ќе бидеме и како други градови, како Скопскиот маратон, да едноставно луѓе по улиците ги бодрат децата, атлетичарите, сите оние минувачи бидат заинтересирани да погледат како изгледа тоа, бидејќи Куманово после 29 години една пауза веќе се одвикнало од таквите надпревари и е малку необично можеби веќе да се држи таков надпревар. Релацијата ќе биде иста како што беше минатата година, помалите дечиња ќе имаат пократка дистанца, поголемите ќе трчаат подолго. Има, значи, надпревари, она што битно да напоменеме за ученици од основните и средните училишта во Куманово и главна атлетска трка што ќе биде на 5 км за машки, 3 км за женски. Таа ќе биде кружна трка, ќе има поголема дистанца нормално за трчање. Училишните трки ќе се трчаат, најдолгата ќе биде од раскрсницата пред ресторанот Рим Парис, па до плоштадот кај што е поставена и ќе биде поставена и бината, нели прославата на град Куманово се одвива на 10 ноември, значи со сите церемонии, затоа оваа трка е тука. Значи пред целото, да кажеме пред целиот онај спектакл, концерти, не знам што се друго. Тука ќе се одржи трката, тука ќе биде финишот, тука ќе биде поставено балон и стартната линија ќе биде за главната трка тука. Главната трка е исто како ланите, ќе биде со кружен формат. Само што во обратна релација би се трчало од плоштад на кај Серава, потоа кај исто Рим Парис, се спуштаме надоле кај кафетерија, кај комитет пред рестораниве, значи поминуваме надолу до кружен ток или ФЗЦ зграда и се враќаме до плоштадот. Женските ќе трчат 2 круга, додека машките атлетичари ќе трчат 3 круга. Ке има полно тука пријавено, значи атлетичари од професионални и да кажеме рекреативни клубови, воглавно значи од Скопје, кои ќе дојдат и обезбеден специјален превоз, автобус за сите нив. И
што ќе тргне од Куманово, ќе ги земе, ќе ги врати потоа во Скопје. Од Скопје, дали тоа се атлетичари или обични луѓе вака заинтересирани за ова ноќна трка? Воглавно се атлетичари, што со повеќе годишно искуство и пријавата оди од атлетските клубови, така што има некои што се по тази атлетичари, но воглавно се најдобрите атлетичари, така беше ставено во пријавата, првин обезбедува место за тие, но ќе има луѓе што сакаат да дојдат и со сопствен превоз, да надпреваруваат, и луѓе од другите градови што, еве така, подобро му е да дојде со сопствен превоз, откако дојде во Скопје, па да има обезбеден превоз, и очекуваме поголема масовност барем така од лани. Мислам дека имаме капацитети да привлечеме многу повеќе луѓе и се надеваме дека некои работи, еве може ќе измениме за до година, може ќе направиме поголема оваа дистанца да биде. За сега ќе ја држиме исто како лани, беа задоволни сите, една пократка улична трка, бидејќи овој тренд во Македонија расне и се држат поголеми, да кажеме, трки, подолги трки, 10 км полумаратони, значи интересот е таков, но ние сакаме да вклучиме и популација што не може да ги истрчат тие дистанци и кај нас едноставно да се активираат луѓе, да учествуваат на сите тие од Куманово, поканети се сите за учество, да осетат како е тоа, да се надпреваруваат и со недобрите, едноставно да имат некое задоволство кога ќе завршат таква трка и да бидеме сите, нели, ете некој тренд, позитивна промена, некој си спортско движење за да ги активираме сите околу нас, не само и на самите на подобри спортски навики. Кога говориме за спортските навики, дали еве досега на надпреварот на ноќната трка ќе учествуваат само спортисти или имаме и граѓани од Куманово? Па бидејќи досега веќе имате пријавени. Да. Има пријавени, има луѓе што не се, да кажеме, атлетичари што ќе учествуваат, и има луѓе што се, на пример, спортисти, но од друга бранша или веќе студенти на факултет за физичка култура воглавно, или едноставно што почеле да рекреираат, што ќе трчат кај нас. Веќе тоа е убава информација. Значи и обичните граѓани се уфрлуваат во овие ноќни трки со свое учество. Тоа е основната целта кога се прават овие, значи, да кажем, улични трки или маратони, за да се даде некој предизвик и за да еве се мотивира некој човек да надпреварува. И кога би го фиксирале ова во нашиот календар, мислам дека повеќе луѓе би се спремале како за еве за Скопскиот маратон 5, 6, 7, 8 месеци однапред, за да може да ги имат оние, нели, мотивацијски, па и дури предизвикувачки, да кажеме, аспекти за да се подолго време подготвуваат. И тоа е целта. Кондицијски способности. Ако некој се подготвува, тренира 8-9 месеци, да кажеме, за оваа трка, тоа сме ја постигнале целта. Ние сме го натерале човекот да биде 9 месеци спортско активен. Се надеваме дека потоа ќе продолжи па за до година. Затоа ќе се потрудиме, значи, ова да биде фиксирано, однапред известено за наредната година, за да се активираат што поголем број луѓе, зашто за сега бројката во Куманово е значително помала од, да кажеме, да не се споредуваме во Скопје, но и од другите градови за вакво движење, според големината на градот. Зборуваме, имаме можеби поголем број на такви тркачи од други помали места, Велес, Штип или такви градови што се помали од Куманово. И се надеваме дека ќе побудиме такво движење, да не бидат само атлетичарите оние што трчаат, туку ова е трка отворена за сите. И исто така во тој контекст ставивме трки за учениците од Куманово, значи училиштето од Куманово, основните и средни, ќе има 3 трки. Трка за 6 и 7 деление, која ќе биде на дистанца од Карескртица до Кајсерава, 400 метри, посебно во машка, посебно во женска категорија. Трка за 8 и 9 деление исто за основните училишта, во машка и женска категорија, која ќе биде некаде од ред ресторан Јулија, па се врти кај семафорите раскрстница и се доаѓа до финишот на плоштад. И трка од раскрстницата кај што е Рим Парис за средните училишта, исто одделно машка и женска категорија. Значи 6 трки ќе проследиме за овие училишта, стрикно од Куманово, зашто се надеваме исто така ќе има и масовност, но еве и возбуда што се држи ваков надпревар и што едноставно мислам дека и нема оправдание ако сака некој еве и родител и нели некој роднина да може да ги проследи децата,
тркиве се кратки, тоа се 1-2 минути и тоа е целта Започнуваат во 18 часот. Па ќе 17:30 часот ќе почне можеби првата трка за најмладите, 18:30 часот би била главната атлетска трка, а ќе одат постепено. Значи една по една трка, во 17:30 би започнале со оние најмалецките дечиња со нивната трка. Така се значи така имаме навика од лани и така ќе бидат распоредени една по една да одат за да биде и интересно за оној што сака да гледат, да може да ги види сите финиши на сите трки, да кажеме, дејството. Така е. Да споменеме и за наградите за најдобрите. Да, значи за сите оние што бидат и во школските трки ќе имат дипломи, медали, значи пригодни награди, а за најдобрите и оваа година продолжува како и лани да има парични награди. Тоа се значи 4, 3, 2000 за првото, второто и третото место и по 1000 денари за четвртото и петото место. Ова е некоја мотивација изгледа. Да, ова е мотивација, бидејќи порасна трендот и така од секојаш било нови улични трки. Едноставно и радува она што сега се надпреваруваат и повеќето градови во овие улични трки со некои си така мотивацијски делови или аспекти за да привлечат повеќе публика, но тоа е можеби ке на добрите атлетичари, мислам дека кај повеќето од нив задоволството е кога ќе заврши трка, па ова спаѓа во не толку долги дистанци 5 км, но би било задоволство на секој, тоа е најголема мотивација за повеќето луѓе, посебно оние што се, да кажеме, бивши спортисти или рекреативци. Тоа е само исполнување, мислам и тоа треба да го наметнеме и да ги научиме и нашите помлади генерации за да уживаат во таквите работи, да ги мотивираат таквите работи. Така. Филип, тоа беше она во главно што требаше да го кажеме на нашите слушатели, да ги поканиме вечерва на ноќната улична трка. Да, значи вечерва, петок, 10 ноември, со почеток од 17:30 часот, повелете, финишот е кај плоштадот, кај што ќе биде поставена, кај што секогаш е поставена бината, тука завршуваат сите трки. Да. Најмногу можеби да се проследи тука. И со тоа да го почнеме одбележувањето на ослободување на градот Куманово 11 ноември, наш празничен вечер, празничен ден, така? Денот на град Куманово, најголемиот празник за град Куманово и еве во негова чест што се вели и го држиме овој спортски натпревари и верувам дека ќе продолжи традицијата, дека е така ќе продолжиме не само со натпревари, туку со празнување на овој наш празник. Се надевам дека ќе имате уште повеќе надпреварувачи следната година, а на сите нив им треба и публика која што треба да ги бодри. Да, тоа е најважното, публиката е неминовен и неизбежен аспект од спортските надпревари, може само да го подобри, да кажеме, вкупниот впечаток, па и на сите оние гости што ќе дојдат од страна, да ги биде поинтересно, а имаме гости и од Бугарија, значи ќе биде меѓународно учество за главната трка. Така, ти благодарам за учеството во емисијата и ти посакувам убав ден. Благодарам и на вас.